Констатирам дека точка број 2 е изгласана со 3 гласа за. Со ова исцрпен дневниот ред за комисијата е прогласувам за завршена. Благодарам. Добар ден на сите. Врз основа на член 47 од статутот на општина Битола, свикувам седница на Комисија за спорт, млади и рекреација на Советот на општина Битола за ден 19.7.2024 година денес со почеток во 11 часот со предлог на следниот дневен ред. Точка број 1 разгледување на барања за финансиска поддршка и точка број 2 јавен повик за искажување на интерес и прибирање на барања за организирање турнир во баскет 3-3 за 2024 година. Предлагам да започнеме со првата точка со разгледување на барања. Јас ќе ги читам вики барањата, ти ќе ги образложуваш ако е во ред. Добро? Барање за спонзорство. Основната организација на синдикатот при општина Битола ќе земе учество на синдикалните спортски игри Охрид 2024 година. И имаат барање за таа цел од 70.000 денари. Вики повели. Ова е значи општинската синдикална организација која што секоја година нели традиционално учествува на оние олимписки синдикални игри и секоја година се поддржува од страна на општината од ова програма за спорт. Нивното барање, значи топ 70.000 денари за овие синдикални игри. Како што ќе ги читам барањата, како што ќе ги образложувам, ќе ставам на гласање одма. Кој е за? Ме молам да крени рака. 3 гласа за. Благодарам. Ова значи ќе оди од ставката од други активности. Јас мислам тука имаме милион од други активности. Благодарам, Вики. Следно барање е од женскиот кугларски клуб Пелистер Пин. Барање предлагам согласно раковите поднесувам апликација средства кои би покриле дел од нашите активности на домашна меѓународна сцена предвидени за 2024 година. Мој предлог е да се подпомогнат со 100.000 денари. Вики повели. Тука имаме средства ке женски клубови и сдруженија. Имаме 2 милиони, од кои милион веќе ги имаме потрошено, милион остануваат. Со 100.000 денари, така? Прашања, колеги? Кој е за, ве молам да крени рака? 3 гласа за. Благодарам. Следно барање за финансиски средства за КК Пелистер. 9 милиони денари, тие бараат да им се исплатат сите наеднаш, така? Да, значи, тие со ребалансот имаат уште 9.000 денари, вкупно 27, 9 милиони, така да, нивното побарување. Ќе одлучите така. Значи, сите средства ги бараат да се платат одеднаш. Ви се обраќаме со цел да разгледат наше барање за префрлање на финансиски средства кои дел се во договор меѓу општина Битола и Task Force и тие се влезени во ребалансот тие средства. Значи, изгласани на седница, на совет. Кој е за прашања? Повелете, колега Корлевски. На само работа. На ребалансот ги изгласавме средствата, ќе ве замолам, како општина, да ни пуштат известување, бидејќи ребалансот се средства пари кои што треба да се искористат до 31 декември. Дали овие финансиски средства, 9 милиони денари, ќе им стигнат до крајот на годината, или ќе им се потребни дополнителни средства. Значи, една информација, доволни ни се, бидејќи ги исплаќаме пред време, не е согласно договорот на рати, или ќе им требат дополнителни. Да знаеме еднаш, бидејќи се работи за финансиски средства кои што ги делуваме со ребаланс. Андреј, те молам во записник да влези ова и да се достави барање до советниците. Ова известување до советниците. Благодарам. Одиме натаму. Следно барање. Да, ја ставам барањето на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака? 3 гласа за. Следно барање, ракометен клуб Еврофан Пелистер АД Битола.
Почитувани, согласно усвоениот ребаланс на буџетот на општина Битола, ве молиме да ги исплати средствата на таа и таа жиросметка. Значи, овие се пари што изгласавме како награда на Совет, така? И тие бараат да им се исплатат да. сите наеднаш. Вики повели. Значи, стојат средствата испланирани се, така да... Доколку одлучите. Да се исплатат Прашање, наеднаш. колеги? Кој е заве, молам да крени рака да се исплатат на РКП 3,5 милиони наеднаш. 3 гласа за, благодарам. ФКП Листер, барање од ФКП Листер. ФКП Листер Ада Битола бара од вас да ни одобрите финансиски средства во висина од 10 милиони денари. Така беше, 10 милиони. И тука се имат образложение за што се тие пари потребни. Значи бараат исто така вики да им се исплатат наеднаш овие пари. А не наеднаш, бидејќи ти имат со ребаланс имаме дополнителни 12,100 за нив. Бара 10. Уште 2 милиони ќе останат за Милиони 100. за подот. 2 милиони 100. Значи за исплата се извинувам на 10 милиони денари наеднаш. Прашање? Повелете, колега. Исто да ќе ве замолам, значи да до фудбалскиот клуб, дали ќе им бидат доволни? Значи во јавноста се гледат, значи ефективно и претходно и за кошаркарскиот и за фудбалскиот клуб кој што се во доминантна собственост на општина Битола. Дека се засилуваат со квалитетни засилувања, мислам од спортски аспект гледано, што е добро, меѓутоа да, ете целта сакаат, мислам сакаме да имаме резултат, меѓутоа ние како општина гледаме повеќе на финансискиот дел и ефектите кои што ќе ги имаат граѓаните. Сега, дали ќе им стигнат овие финансиски средства, да, имат уште 2 милиони, меѓутоа до крајот на годината, дали ќе им треба дополнителни финансиски средства. Бидејќи, верувајте, доколку им се потребни на едниот и на другиот клуб, ќе потрошиме многу финансиски средства повеќе отколку што имаме во капитални инвестиции како општина вложени или било што во инфраструктура или во било кој сегмент на општината во однос на граѓаните. Треба да вложуваме во спортот, меѓутоа не на професионален спорт, на луѓе кои што не се битолчани или така натаму. Убави се резултатите, апсолутно. Сите ги посакуваме. Еве ќе освоиме титула и во кошарка, дај Божи во фудбал и во ракомет и така натаму, меѓутоа треба да имаме ефект. Ние зборуваме за ефектот кој што ќе како комисија за спорт треба да имаме план на каде ќе го водиме. Затоа и за фудбалот истото прашање дали ќе им стигнат овие финансиски средства до крајот на годината покрај тие останати 2 милиони денари што треба да ги исплатиме. За можеме, бидејќи во најава е нов ребаланс, можеби и трет, не знам, не е тоа е работа на службите на општината, меѓутоа да знаеме до која ни е рамката едноставно и тие како управа да знаат до кај им се границите на трошење на финансиски средства барем до крајот на годината. Благодарам. Андреј, нека влези во записник барањето на колегата Корлевски. Те замолувам. Кој е за да се исплатат овие пари, финансии на ФКП Листер? 3 гласа за. Благодарам. Следно барање финансиски средства за организирање на градско првенство во тенис Битола 2024 година. Тенискиот клуб Чакулевски Битола лани за прв пат после 25 години организираше градско првенство во тенис во најмладите категории црвени портокалов тенис за момчиња и девојчиња до 11 години, на кој зе да учествува преку 30 деца од нашиот град. Барање од 50.000 денари. Вики повели. Значи, тука може од спортски манифестации. Имаме милиони, извинети, 60.000 денари. Благодарам. Прашање, колеги? Бидејќи нема прашање, оставам барањето на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака? 3 гласа за. 50.000, да. Одиме предпоследно барање. Планинарски спортски клуб Ѓорѓе Наумов Битола. Тие имаат барање за исто така за 50.000 денари. Мислам дека ќе земат учество за обид
Планинарскиот спортски клуб Ѓорѓе Битола во текот на сите овие години успешно работи развивање на напредување на спортско планирање во општина Битола и пошироко, поттикнување на спортско-рекреативниот дух кај населението, посебно кај младите. Каде се извинувам, каде требаше да? Значи имаат некој освојување на некој врв, колку што знам јас, и им требаат финансиска поддршка за сега планираат да го направат тоа од 50.000 денари. Вики? Значи имаме средства и во дополнителни активности и можеме во спортско-планинарски, како ќе кажете таму. Да, нека бидат спортско-планинарски. Прашања, колеги? Бидејќи нема прашања, кој е за, ве молам да крени рака. 3 гласа за. Изгласано, благодарам. И имаме Планинарски спортски клуб Пелистер. Ова е за исплата на 3.800.000 денари за обнова на планинарскиот дом Копанки. Ова беше и поминато на седница на Совет. Вики, ќе те молам да образложиш. Значи, од тие 4 милиони денари со ребаланс, значи 50 колку издвоиме за Ѓорги Немов остануваат, значи имаме средства. Не, извинете. 4 милиони имаме, ако издадиме 50.000, значи ќе останат 3 милиони. Да, имаме. 3 милиони и 800, да. Се работи за 3.800.000, така? 1000 денари. Прашања? Повелете, Корлевски. Само едно прашање мислам, ако да ни достава до советници, до кај е состојбата со изградбата на планинарскиот Копанки, значи во која фаза се под прилика? Извеште, значи го имате извештајот приложено за тоа сега потрошените Да. средства. 6 милиони и 800 ги имаме. Не е за извештајот, например, до кај што потрошиле. До која фаза се, например, прва фаза, втора фаза, трета, карабина, значи за тоа, не е на што ги потрошиле претходните пари. Мислам до која фаза се, да знаеме од прилика граѓаните што може да очекуваат. Мислам дека пишува во наративен, барањето. од прилика дека ќе му треба уште некој период, ќе му треба дополнителни финанси и така натаму, да знаеме од прилика што можеме да планираме, бидејќи тоа ни е па од прилика и капитална инвестиција, да речеме дека пошто имаме готов проект, дали ќе можеме во наредниот ребаланс со најавите да издвоиме дополнителни средства за да може да ја убрзат изградбата на домот. Колега Бајковски. Благодарам. Колегата Корлевски праша. Јас се слушнав со председателот на планинарското друштво Пелистер, односно Копанки, Димче Попов. Кажа дека ќе достави барање, гледал дека се одвоени финансиски средства. Попрашав до која фаза се стигнати. Рече се поставува во моментот плоча. Планот му е со овие финансиски средства кои што сега ќе ги издвоиме, да стигнат до крајот на градежната сезона, доколку му дозволат временските услови оваа година, Копанки да биде карабин, односно да биде покриен конечно планинарскиот дом. Затоа може ќе му требат и други финансиски средства, меѓутоа овие средства кои што ги бараат сега му се нужно неопходни, за да можат да ги допроложат активностите, а додека за кровот рече, веќе ние сме во комуникација, како што ми кажа тој, и со Националниот парк биле во комуникација со некои од пиланите со цел да му донираат дел од граѓата кој што ќе биде потребна да се покрие Копанки. Овие му се средства за мајстори, за дополнителни градежни материјали кои што треба да ги набават и за луѓе кои што таму работат. Заради тоа ги побаруваат овие средства. Благодарам. Други прашања? Бидејќи нема, оставам барањето на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. 3 гласа за. Благодарам. Тоа беа барањата што се однесува до точка број 1. Преминуваме на точка број 2, а тоа е јавен повик за искажување на интерес и прибирање на барање за организирање на турнир во баскет 3x3 за 2024 година. Вики Повели. Значи на Совет изгласан е овој настан со 1 милион денари. Затоа сега сакаме да распишеме јавен повик за здружение кое што ќе се јави согласно условите и критериумите кои што ќе може да го организира овој настан. Повикот ако се изгласа денес ќе се објави и ќе трае до 23. Локацијата, Вики, дали се знае? Пред платото на офицерски дом. Пишува во повик. Благодарам. Прашања, колеги? Повелете, колега Корлевски. Веќе една работа, ако се
појават, мислам, повеќе здруженија, мислам, или некој организатор, пошто дали некој друг ќе биде избран по добрата понуда ќе биде или како? Значи, затоа е јавниот повик со одредени критериуми и ќе видиме, значи, да видиме прем колку барања ќе добиеме. Согласно тоа, потоа ќе правиме евалуација, значи, да видиме, ако се јават повеќе здруженија, сигурно ќе најдеме некој, ќе видиме кој е поевтина понуда или кој нуди подобри услови. Благодарам. Други прашања? Бидејќи немаме други прашања, ставам точка 2 на гласање. Значи, јавен повик за искажување на интерес и прибирање на барања за организирање на турнир баскет 3 за 2024 година. Кој е за, ве молам да крени рака?